Среќа. Има да ери корис граѓаните сите. Ова се канцеларија. Ова се канцелариите и тука се предвидени за состаноци да има, а тука може да има Трак comes. important is that we finish this. I will show you. Ова е запленето возило со бункер внатре. И тие најчесто ги запленуваме возила. Да. Ова е на фатум на све побаргу да ја преземаат ова. Имаме генерал. Почитуван амбасадоре Семелж Богар, шеф на Европската унија делегацијата во Скопје, почитувани министри во владата на Република Северна Македонија, почитувани градоначалници кои што сте денеска овде со нас, почитувани представници на Царинската управа од Република Северна Македонија и гости од пријателска Албанија кои што сте денеска овде со нас, почитувани деловни луѓе, представници на деловната заедница кои што дојдовте и покажавте почит за нешто кое што навистина на сите ќе ни служи, почитувани представници на медиумите, дами и господа. Ми представува големо задоволство да присуствувам и да ви се обратам на одбележувањето на крајот на градежните работи на царинскиот терминал на граничниот премин Ќафасан. Вложувањето во развој на инфраструктурата во земјата е еден од приоритетите на оваа влада. А во остварувањето на овој приоритет од огромна поддршка е поддршката од Европската унија, особено ИПА фондовите кои ни се ставени целосно на располагање. Во оваа прилика ја изразувам мојата, како и благодарноста на владата до Европската унија за поддршката во постигнувањето по високи стандарди во сите јавни сфери во нашата држава и нејзината интеграција во унијата. Транспортниот сектор има многу важна улога во практикувањето на 4 основни слободи кои се суштината на Европската унија: слободно движење на стоки, услуги, капитал и луѓе, а за нивно практикување и промоција потребна е развиена и модерна инфраструктура. Денешниот настан, ставање во употреба на надградениот и осовременен граничен премин Ќафасан е повторно во насока на подобрување на поврзувањето. Се наоѓаме на еден од најфреквентните гранични премини во земјата, на коридорот 8, преку кој годишно минуваат стотици илјади превозни средства и патници во и од Република Северна Македонија. Овој нов терминал ќе придонесе за зголемување на пропусната моќ на преминот за стокови пратки, за намалување на времето потребно за вршење на гранични формалности и значително ќе ја подобри инфраструктурата за примена на современи средства за инспекција. Убедени сме дека со неговото ставање во функција ќе се забрза движењето на стоковиот сообраќај, кој последните години бележи постојан раст од просечно 10 до 15% годишно. Со него ќе се забрза и олесни стоковата размена преку најфреквентниот граничен премин кон Република Албанија, а истовремено се обезбедени дополнителни инвестиции со кои ќе се олесни и забрза транспортот долж паневропскиот коридор 8. Работиме интензивно и на имплементација на решението за заедничко управување на граничните и царинските контроли со едно застанување, one stop shop, за уште повеќе да се намали времето на чекање на превозниците, со што ќе се намалат трошоците на економските оператори. Царината е првата институција со која се сретнуваме во една земја и таа ја дава првата слика за тоа како функционира системот на државата. Со задоволство можем да кажем дека нашата царинска управа е модерна институција, која придонесува во креирањето на поволна бизнис клима и штитењето на интересите на државата. Царинската управа има постигнато високо ниво на подготвеност за членство во Европската унија, што е нотирано и во сите извештаи на Европската комисија за напредок на Република Северна Македонија.
Ова е постигнато со посветеност, ентузијазам и системска работа на вработените во Царинската управа за достигање на потребните стандарди, но и со постојана поддршка на целиот овој пат од Европската Унија. Остануваме посветени на тоа да работиме и понатаму на олеснување на трговијата и транспортот, но важно е дека чекориме на вистинскиот пат. Заклучувам со уште една голема благодарност до граѓаните на земјите членки на Европската Унија за нивниот придонес како даночни плаќачи да придонесат во овие трајни добра кои остануваат на располагање на граѓаните на Република Северна Македонија, но богами буквално на целиот овој регион од Западен Балкан. Благодарам и нека е честито употребата на овој нов терминал.